18 милиони луѓе годишно умираат од кардиоваскуларни болести, покажуваат податоците на Светската здравствена организација. Според нив, секоја година тие се причина за 17 милиони случаи на прерана смрт, а до 2030 година се очекува дека околу 23 милиони луѓе ќе умрат од овие заболувања. Постојат голем број ризик фактори за настанување на кардиоваскуларните заболувања: зголемен крвен притисок, покачен холестерол, зголемена телесна тежина, лоша исхрана, пушење, недоволна физичка активност и покачено ниво на шеќер во крвта. Генерално ризик факторите ги делиме во модифицирачки, односно кај оние кај што можеме да влијаеме, и немодифицирачки ризик фактори. Немодифицирачки ризик фактори се секако возраста, полот, наследната компонента, значи кај пациентите, значи генетиката, кај нив не можеме да делуваме, меѓутоа модифицирачките ризик фактори се повеќе. Значи, како најголем ризик фактор во последно време се истакнува, значи, обезноста или гојазноста, односно абдоминалната гојазност. По некои параметри, значи, светски прифатливи, значи, кај жени абдоминална циркумференција или обем на стомакот над 89 см и кај мажи над 101 см, значи, представува огромен ризик фактор, значи, за настанување на коронарна болест. Секако дека тука е диабетот, значи, диабетес мелитус, хипертензија, хиперлипидемијата. Кумулативно, ако се застапени 3 од овие неколку повеќе ризик фактори, веќе разговараме и за една состојба која што се вика метаболички синдром. Кај метаболичкиот синдром, значи, ризикот од настанување на кардиоваскуларни ивенти е за 16 пати поголем, не за 16%, туку за 16 пати поголем, значи, за настанување на овие заболувања. За навремено откривање и спречување на кардиоваскуларните болести, лекарите препорачуваат поголема физичка активност, но и правилна исхрана. Значителен број од смртните случаи се препишува на пушењето, односно на тутунот, кој го зголемува ризикот од смрт од коронарна срцева болест. Затоа лекарите предупредуваат и откажување од цигарите. Така, физичка активност е многу битна и внесот на храната, значи, во зависност од тоа каква храна внесуваме, значи, да се избегнува фастфуд храна, значи, да се повеќе храната да биде ориентирана на овошје и на зеленчук, да биде протеинска храна, житарици, исто така голем број од овие, како ги нарекуваме, значи, агрумите, значи, може да се употребуваат во исхраната, секаде каде што имаме, значи, растителни влакна. Значи, генерално таа е храната. И друга препорака е да се зема, значи, медитерански начин на исхрана. Значи, да се избегнува голема количина масноти во крвта, јадењето биде ориентирано повеќе, значи, почесто, а помалку, меѓутоа да не се внесува, значи, несатурирани, значи, масни киселини кои што прават оксигенација на холестеролот и консекутивно последично на тоа да дадат некоја клиничка презентација. Кардиоваскуларните болести се водечка причина за смрт на глобално ниво и ги зафаќа најмногу земјите со низок и среден приход. Во рамките на незаразните болести, кардиоваскуларните болести заедно со малигните заболувања се причина за речиси 3/4 за смртноста во европскиот регион.